Никако да се реши проблемот со бездомните куќиња во главниот град. Дел од граѓаните велат дека со страв минуваат низ одредени мала, каде куќињата ги има во поголем број. Доста куќиња има, скитници почнали да напаѓат. Треба да се направи нешто. Се прави доволно или тешко? Мислам да не е доволно. Ги има на секој чекор. Институциите прават нешто за згрижување? Ништо. Они за нас не прават, не за куќињата. Ние сме полиција, вака. Товарени, ако има ќе ја купиш, ако нема што ќе купиш. Сега вака како што гледам има доста. Сега некои глутници навамо натаму. Иако програмата на град Скопје за овој проблем предвидуваше долгорочно решение, тоа како да е ставено во втор план реагираат скопјани. Има секаде, вие како новинари подобро треба да знаете поише се шетате од мене. Кај да отидеш има скитници куќиња. Сега ова и на крај на кришта не ми се допаѓа тоа што ќе земат, а е болно на друго ќе пуштат на улица. Од стационарот Лајка за Алфа вела дека има проблем и дека тие тешко конечно ќе може да го решат тоа. Новата директорка Радмила Пешевска, која цел живот води грижа токму за бездомните куќиња, вели дека тие функционираат по принципот залови, стерилизирај, пушти, односно дека откако ќе ги третираат, ги враќаат куќињата на истата локација. Сведоци сме дека постојано се носат куќиња во Скопје, инаку за жал Лајка како јавно предпријатие воопшто не го допира и нема никаква контрола врз изворот на проблемот. Треба посилна законска регулатива, нејзина имплементација, меѓутоа упорно проблемот се маргинализира, а сега сите од Лајка чекаат да го реши. Значи јас повторно ќе повторам, јавното предпријатие не може да го реши, нема таква ингеренција, може само да го амортизира. Проблемот со куќињата скитници освен во главниот град, останува хроничен проблем и во повеќе други општини низ Македонија.